Почитувани представници на медиумите, денешна пресконференција е по повод вчерашните и денешните настани пред Уставниот суд. Вчера и денес на дело се покажа колку е голема и нераскинлива врската меѓу институциите и македонските граѓани. Се виде дека во клучните моменти, како што државните институции ги штитат интересите на граѓаните, така и граѓаните знаат да се одолжат кога треба јасно и недвосмислено да ги заштитат институциите и тие кои што работат токму во овие институции. Од референдумот за осамостојување од 1992 година до сега многу пати се покаже дека свесноста и одговорноста на македонските граѓани е на високо ниво и дека знаат како се гради држава. Се покаже дека на граѓаните им е потполно јасна скриената намера на опозицијата во однос на обстанокот и развојот на Република Македонија. Секогаш, кога ќе биде доведен во прашање суверенитетот и професионалноста на македонските институции, одговорот на граѓаните ќе биде ваков и веројатно уште пожесток, а граѓанската опција за Македонија секогаш ќе бидат предводник на ваков одговор на граѓаните. На крајот, уште еднаш, сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на Република Македонија, кои што дојдоа на тој собир во одбрана на Уставниот суд, во одбрана на институциите. Факт е дека многу помалку беа членови на граѓанската опција за Македонија од оние граѓани кои што дојдоа од различни политички партии и различна верска и национална припадност, се со една единствена цел да возможат на институциите на Република Македонија слободно и по своја волја, по словото на Уставот, да одлучуваат. Благодарам. Дали имате било какво друго прашање? СДСМ, како и секогаш досега, му преостанува само да плаче над своите, како да кажам, неуспешни активности. Јас само сакам да кажам дека нас не обзема триумфализам, дека практично овде нема победник и поразен, победник е Република Македонија и натаму ние за тоа ќе се бориме, но и натаму секогаш кога некој ќе се обидува да го урива или да се обидува да го урива суверенитетот на Република Македонија, очигледно дека граѓаните ќе застанат да си ја бранат својата држава и своите институции. Вашите симпатизери кои ги повикате на протест и на граѓаните кои ги повикате, дали ми објаснивте зашто треба да протестираат, пошто некој од нив не знае ни зашто протестира? Јас сум убеден дека граѓаните знаеа зашто не протестиравме, туку бевме за. Ако мислите дека се викнати за протест, тогаш грешите. Имаше друга страна која беше дојдена да протестира и да се обиде да ги завземе институциите, така важна институција, Уставниот суд на Република Македонија, практично да биде урнат уставниот поредок на Република Македонија и граѓаните добро знаат зашто беа дојдени и дека беа дојдени во одбрана на своите институции, кои што практично им служат на граѓаните на Република Македонија. Зашто не ја браните тоа еден ден пред да се случи протестот? Молам? Значи, Уставниот суд го браневме тогаш кога имаше најава дека некој има намера да влегува и да фрла судии низ прозор, да ги тегне за уши, да го пали судот и да го завзема Уставниот суд на Република Македонија. Тоа е причина зошто граѓанската опција за Македонија ги повика граѓаните да застанат во одбрана на своите институции. Како ја коментирате одлуката на Уставниот суд да помени иницијативата? Ние не коментираме одлука на највисоката судска инстанца во Република Македонија. Дали тоа значи дека Уставот е одбранет сега кога помена оваа иницијатива? Уставниот суд е должен се она што не е согласно Уставот да го обори, или се она што има иницијатива, а е согласно Уставот, треба да ја отфрли таа иницијатива. Јас сум сведок, кога сум бил министер, дека имало многу законски одредби и подзаконски одредби кои што биле дури согласно европските директиви, а Уставниот суд бил тој кој што ги оспорил и јас тоа сум го прифатил и никогаш не сум се дрзнал да коментирам или да протестирам против судска одлука. Што ако некој член од вашето семејство биде жртва на сексуално малтретирање, кога да кажем и криминалецот се амнестира од председателот, како вие би се осеќале? Вие ги мешате работите. Овде зборуваме за право. Значи,
Уставниот суд е должен да одлучува согласно правото, согласно Уставот на Република Македонија. А потоа председателот на државата носи и политичка одлука. И тогаш можеме да отвориме политичка дебата. Дали тоа е добро да се вршат одредени помилувања и не, и од председателот зависи дали таква работа ќе прави или не, и во зависност од тоа какви потези и кого све ќе помилува председателот, ќе зависи нормално и неговиот рейтинг. Тоа е значи во негова надлежност. Вчера Дали протестирате на место се кај што беше пријавен протестот на друга група која што требаше да протестира. Најавија одајде кривична пријава Да, поради што ако тоа. се случише инцидент некој? Дали веќе бевте одговорни за тој инцидент и дали тоа беше целта на тој протест, да се предизвика инцидент? Вие поставувате многу прашања и јас сум спремен на многу да ви одговорам. Ако видовте, нашата бина беше поставена тамо каде што имавме побарано одобрение, а тоа што беа дојдени толку граѓани и што беа на сите страни покрај тој плоштад и околу Уставниот суд, нормално дека ние не може сето тоа да го исконтролираме. Дали се согласувате и педофили Да се амнестира. да се амнестират? Јас веќе ви одговорив на тоа прашање. Значи, ние не можеме да коментираме уставна одлука, но она што е клучно во Република Македонија треба да го прочитаме Уставот, и Уставот вели дека секој граѓанин има подеднакви права пред согласно Уставот на Република Македонија. Зошто не го браневте Министерството за внатрешни работи кога се протестираше пред? Вака сега да ви кажам, многу посмешно е што министерот за внатрешни работи вчера беше во групата која што протестира и која што сака да го завземе Уставниот суд, наместо министерот за внатрешни работи, наместо граѓаните да го прават тоа, односно да го штитат Уставниот суд, требаше тоа да биде токму министерот за внатрешни работи со неговите сили распореден и да нема потреба од било какви граѓани да го штитат Уставниот суд на Република Македонија. Граѓанската платформа Ајде најави кривична пријава против вас дека сте го попречувале нивниот протест. Како коментирате тоа? Значи, ние не сме попречувале никого, ние си имавме своја одлука и своја задача и мислам дека граѓаните го кажаа своето мислење, а кој што има право да поднесе согласно законите кривична пријава, слободно нека поднесе. Ние сме тука да сносиме било какви одговорности ако сме го прекршиле законот. Дали имате други прашања? Благодарам.